Добар ден и од мене. Ке се обидам кратко да ги презентирам наодите од ова истражување, меѓутоа ке ми дозволите на почетокот, бидејќи од кога почнавме, не знам колку пати ние го спомнавме зборот или изразот или категоријата медиумска писменост, а она што меѓу другото е како сознание добиено од истражувањето е дека многу малку се знае што е медиумска писменост, најчесто се греши и во таа смисла една кратка, сеопфатна, најчесто користена дефиниција на медиумската писменост, која вели дека медиумската писменост предпоставува или значи способност за пристап, разбирање, анализа и критичка оценка на медиумските содржини и во исто време комуницирање на информации во сите нивни форми, што значи преку сите форми и облици на медиуми. Сега, конкретно она што беа сознание од ова истражување. Во Македонија медиумската писменост е речиси непозната категорија и многу малку е сторено за незина промоција и имплементација. Тоа е генералниот, да речем, заклучок. Ако одиме по сфери или по области, најнапред ако се осврнеме на законодавството, она што е утврдено или констатирано е дека само во еден сегмент нормативно е регулирано ова прашање и тоа е во медиумската сфера. Значи, во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, декември 2013, значи во почетокот на 2014 година, се дефинира со неколку члена кои се активностите, односно што е она што се очекува да го прави агенцијата поврзано со медиумската писменост и обврските на јавниот радиодифузен сервис. Меѓутоа, никаде, на ниедно место, ние не се среќаваме со дефинирање на поимот или категоријата медиумска писменост. Во сите други сегменти, например, во образованието, во информатиката и така натаму, дали се работи за закони, дали се работи за стратегии, документи и така натаму, никаде, на ниедно место, ние не ја среќаваме оваа категорија и наместо тоа, најчесто се оперира со дигитална писменост, информатичка писменост, меѓутоа нити тие не се јасно дефинирани. Тоа е во сферата на законодавството. Во сферата на образованието, во ниту еден закон, во ниту една стратегија, во ниту една програма нема да сретнете никакви елементи кои што упатуваат на медиумска писменост. Иако свесни сме, знаеме дека образованието во Македонија има претрпено бројни реформи во изминативе години. Сакате во наставните програми, сакате конкретно во предмети. И тука се оперира најчесто со компјутерска или дигитална писменост и тоа во практиката значеше компјутеризација, воведување на интернет во училиштата и нови наставни предмети поврзани токму со тоа. Во содржините на определен број на предмети кои што ги изучуваат средношколците, се споменува и се зборува за не за медиумска писменост, туку за медиумска култура. Со мал број на методски единици кои што опфаќаат, например, масовните медиуми и образованието, глобализацијата и медиумите, развојот и функционирањето на интернетот и така натаму. Во медиумската сфера, спомнав на почетокот, значи како да е единствено тука препознаена, меѓутоа во практиката многу малку е сторено било што во таа насока. Конкретно, објавени се неколку спотови кои што се однесуваат и на децата и на возрастните
за заштита на интернет. Не знам колку сме како граѓани за тоа информирани. Она што е обврска за агенцијата и она што досега е сторено, да, изготвено истражување, методологија, меѓутоа ништо повеќе конкретно. Не би сакала ни повеќе да зборувам, тука имаме и представник од агенцијата и мислам дека може подобро да не информира. Меѓутоа и категоријата на медиуми, како што е категоријата на наставници, категоријата на средношколци, мешаат кога се спомнува зборот медиумска писменост и најчесто се зборува за јазична писменост, за новинарски вештини, тоа што не е и она што ви го кажав. И на крајот граѓанскиот сектор, кој што за него можеме да кажеме генерално. Во Македонија не постои невладина организација чија основна задача и дејност би била токму медиумската писменост, значи промоција на медиумската писменост, меѓутоа постојните невладини организации во своите активности помалку или повеќе опфаќаат елементи или аспекти кои што се однесуваат на медиумската писменост без оглед на тоа дали ја препознаваат или не ја препознаваат. Ова се кратки, сосема кратки ударни наоди. Во таа смисла нашите препораки одат во следнава насока. Јасно е дека ние сме, еве најблаго така да се изразам, на почетни чекори, многу почетни чекори, како првите чекори да ги изодуваме во оваа сфера. Од тука сметаме дека станува збор за сеопфатен процес. Тој што не може да се оствари само со една активност, нити пак може да се регулира со еден закон. Нас ни е потребна стратегија и тоа системски пристап кој што ќе опфаќа многобројни активности. Само некој би споменала. Најнапред јасно, прецизно дефинирање на медиумската писменост. И има бројни дефиниции. Не е тоа проблем да се прифати некоја, да речеме од препораките или директивите кои што ги дава Европската Унија и Советот на Европа. Потребни ни се дебати, потребни се систематски истражувања, подигнување на свеста, интегрирање на медиумската писменост во сите сегменти на општеството, особено во образованието, организирање на конференции поврзани со тоа прашање, усовршување на наставниот кадар поврзан со ова, обуки, информативни пакети, континуирани активности на медиумите за унапредување на медиумската писменост и така натаму и така натаму. Ова се некои од препораките кои што ги посочуваме врзано и кои што произлегуваат од ова истражување. За крај ќе ми дозволите нешто сосема кратко. Знам дека тука се присутни средношколци, тоа посебно ме радува. Меѓутоа, ова што ќе го прочитам се однесува на категорија основци, меѓутоа мислам дека не засега сите и кажува многу, а вие оставам на ваш коментар. Станува збор за предмет граѓанско образование кое го учат ученици од 9-то оделение во основните училишта. Не ме фаќате за збор, не знам точно страницата во учебникот, меѓутоа дословно ќе ви прочитам што пишува таму. Вели вака: медиумите можат да се поделат на две групи: комерцијални и сериозни. Комерцијалните медиуми обично им даваат предност на рекламите и за нив најважен е профитот за работувачката. На сериозните медиуми не им е најважен профитот. Овој тип на медиуми во своите програми најчесто нудат корисни, воспитни и образовни емисии, кај децата поттикнуваат учење, развивање на талент, го истокнуваат доброто однесување, ги нагласуваат позитивните вредности, одговорност, почит, толеранција и за нив велиме дека доследно си ја вршат својата задача. Велам за коментар, оставам
вие што ќе кажете. Јас цел живот се бавам со оваа област и оваа сфера, меѓутоа некој да ме прашаше, пак давам коментар, дека ваква поделба на медиумите постои, веројатно би паднала на испит. Благодарам.